Во студена и мрачна соба, под број, во кутија папка. Овде е напишан животот на 15.000 луѓе. Разговори, интима, контакти, јавувања, моменти кога секој од нив мислел дека е сам. Но тајните служби бележеле се за луѓето кои системот ги сметал политички неподобни, но и селани, работници, ученици, кои кажале нешто искрено, но тоа стасало до големото уво. Ефтим Гашев ова го искусил на свој грб. Во 45-та е осуден на 12 години затвор под обвинение. Се борел да ја оддели Народна република Македонија од Југославија. Неговата голгота ја опишал во своите книги. Сега бара да се отвори големото политичко досие. Во затворот Гашев се сретнал со Ченто, кој до денеска е синоним за монтиран судски процес, но никој од оние кои тоа го сториле не одговарал. Оние што беа директни актери во монтираниот судски процес, кои што врз база на тоа изградија добри кариери тие и нивните деца, и кои што се плашат да не излези вистината. Правдата на некој начин се задоволи, се повлече судската пресуда, али никогаш не се докажа кој беше виновен за неговото. Некој се плашеше. А Коле Чашули не е подпишан. Коле Чашули, јас го гледав предметот и колегата го гледаше, не е подпишана. Веќе тоа од еден учесник, нели? Академик Чашуле одби да даде изјава. Истото го стори и неговиот колега Ксенте Богоев. Што мисла за лустрацијата не дознавме. Она што поминало Гашев не може да го врати, но ќе имавме ли поинаква Македонија, доколку рбетот не и се прекршеше во 43-та, кога Темпо доаѓа во Македонија како емисар на Тито. Луѓето од Аданок, сите тие, освен Киро Глигоров, беа политички ликвидирани. Само Киро Глигоров успеа да се додвори на југословенската опција, иако он беше потписник на забелешките, но тој се угнезди горе у Белград и се откажа од ставовите на АНОК. Првиот македонски претседател во современа Македонија не одговори на овие обвинувања. Интервјуто за Код на тема лустрација Глигоров го остави за друго време. Речиси 50 години потоа, Македонија станува држава. Предлагачот на законот за лустрација ги постави дилемите. Прв пат кога се правеше владата и парламентот е заобиден и уставот е повреден, и јас тоа го укажував тогашниот председател на државата. Меѓутоа, ете така, излезе. После известно време еден од највисоките раководители на служба за државна безбедност во една емисија изјави дека тоа не било на председателот, дека било од Белград. Сите институции мора да се признае веќе периодот во кој се живееше во заедничката федерација беше прилично долг. И тоа не може да се демонтира толку брзо колку што ние посакувавме во тоа време. Ѓордан Мјалков ме молеше де Никола Крусев да биде у списокот на можни кандидати за премиер. И јас го оставив по барање на Ѓордан Мјалков, на кој сум ја кум. Значи вие сте немале никакво влијание од службата. Тоа е инсинуации дека некој нас ни од страна делувал колку да ставиме, не тачно. Ако за ова го прашате академик Клусев, и тој одрекува децидно оти удба и била судба на Македонија и по распадот на Југославија. Клусев, кој самиот бил на Голиоток, запрашан што мисли за Глигоров, го посочува цитатот од неговиот автобиографски роман Ленма. Проклесното и злокоби ето црно на Македонија е 12 и 13 година. Договорот на балканските држави, на Србија, Бугарија и Грција, да е нападнат Отоманската империја на тлото на македонската провинција. Но дали презнакот ВМРО ги штити оние кои биле во служба на југословенските власти, а потоа станале функционери во независна Македонија? За други забеле нема да се биде на функција. Иако бев окарактеризиран како вабаравец, меѓутоа Не сте имале притисок од службите да им бидете соработник? Јас соработник никогаш. Јас со државна безбедност бев јас бев одговорен за Стопанскиот канал. Конкретно елиминирате сите што биле со презнакот ВМРО дека соработувале со комунистичкиот режим и биле шпиони нивни? Тоа е, мислам, лично историско истражувачко прашање. Ние не сме со Ванчо Михайлов. Ние не сме со Тодор Александров. Ние сме македонци по историја, по традиција, по ген. Кој се бил соработник на тајните служби? Списокот е долг, но имињата се пречкртани. Архивот на Македонија ги крие тајните. Они се сретнуваат на вистина голем број на лепеза, може да каже, на различен профил на информатори. Меѓутоа треба да се одбележи дека меѓу нив има и они кои што и денес се
ако не главни, меѓутоа се значени протагонисти кои што се залагаат за овие денешни наши демократски овои процеси. Направили успешна кариера? А бога ми денес има и од нив, така што се на високи академски, образовни и политички функции. Имињата? Не можам да ви кажам, тоа се, ви реков, тоа се поише научни истражувања од неколку досија. Се притајуват. Под еве законот ќе биде донесен закон, веројатно некои ќе се притајат, но ако не го донесеме законот ќе продолжат со подрибачки дејствија сигурно. Кој ја носел политиката во Македонија? Фактички во Македонија по некои клучни прашања се одлучувало во тајните служби, така наречената паравојска, нејзиното откривање, демаскирање, џомети и така натаму. Ја го најави Слободан Милошевиќ 4 дена пред било што овде 1900, мислам, јануари 93 беше, така беше, мислам. А јас бев председател на собрание по уставот. Требаше во одредени случаи да го заменува председателот на Републиката. Немав поима, никаква информација немав за таа афера. Нормално во тој период на Милошевиќ србите има интерес да ги следат состојбите во Македонија, во Косово, во Јужна Србија, најмногу заради нивната загриженост за состојбите во Косово и Србија. Точно е дека и они имаат своји позиции овде, но тие не беа од пресудно значење нити за појавување на паравојската, нити за овие подоцнешни вооружени формации. И мислам дека таа една невистина многу често се експлоатира, за да се трне од себе одговорност, се некако ни се криви некој од надвор.